Православните христијани го слават Божик со собири на верниците во Витлеем, Ерусалим, Каиро, Москва и други градови низ целиот свет по повод Светиот ден. Православните цркви, меѓу кои и оние во Русија, Украина, Грузија, Србија и Ерусалим, се меѓу православните и источните обредни цркви кои го слават Божик на 7 јануари, користејќи го јулијанскиот календар. Ерменската православна црква Божик го слави на 6 јануари. Некои православни цркви пак Божик го слават на 25 декември, односно според Грегоријанскиот календар. Божик оваа година доаѓа во тежок период за православието. Украина во октомври доби одобрение од Васеленскиот патријарха, светскиот духовен водач на православното христијанство со седиште во Истанбул, да формира независна црква. На овој потек жестоко се спротивставува Русија. Напорите на украинците за воспоставување независна црква се интензивира откако Русија го анектира Кримскиот полуостров во март 2014 година и почна да ги поддржува сепаратистите во делови од источните региони на Украина, Донецк и Луганск. Во Санкт Петербург, рускиот председател Владимир Путин присуствуваше на церемониите по повод Божич. Присуството на Божикната литургија по полноќ стана традиција за руските лидери, некои од нив, како и долгогодишниот офицер на КГБ Путин, беа поддржувачи на комунистичкиот систем за време на советската ера. Стотици луѓе го одбележаа Божик во Витлеем, во црквата на Христовото раѓање, која е изградена на местото кое традиционално се препознава како место на раѓање на Исус Христос. Таму грчкиот патријарх Теофилос III одржа литургија, додека неколку десетици демонстранти извикуваа предавници во знак на протест поради тоа што грчката православна црква го продала имотот во источниот Ерусалим, кој е главно населен со палестинци, на групи кои градат еврејски населби. Израел го анектира источниот Ерусалим, но овој потек не е признаен од меѓународната заедница. Во Каиро, египетскиот председател Абдел Фатах Ал-Сиси ја отвори новата катедрала на Копската православна црква и една од најголемите цркви во регионот. Тоа доаѓа во време кога исламските милитанти се повеќе се насочуваат против христијанските верници во земјата со смртоносни терористички напади.